Добро вечер. Вторник, 20 часот и 30 минути, време за вонредна политичка анализа. За вас кои сте мембар и мембар се користите опцијата мембаршип на YouTube каналот Васко Евтов. Гледате, кога е најмирно, кога е мртво море, кога не гледате на површина дека нешто се случува, сите ние имаме чувство дека зад завесата, позади завесата нешто се случува. Дека има одредени процеси, гледате, тие процеси одеднаш имате некои шпицови, имате одредено забрзување, одредено мегаломанско развижување на процесите и одредено успорување. Нема процеси, мртво море. Но сите го имаме тоа чувство дека нешто се случува за завесата, дека таму се тркалат одредени процеси. Ние можеби немаме точни информации или немаме секогаш најточни информации или во реално време информации што се случува таму за завесата, но чувствувам одредена нервоза, одредени потези кои се влечат, одредени потези кои се прават, одредени разврски кои се прават кога не има време или кога има завршено времето да бидат направени одредени такви разврски, не знам, кочани, случувањата во кочани, одредени 13 апсени и така натаму и така натаму. Но тие процеси се тркалат, тие процеси се одвиваат како некоја невидлива рака. Час да ги забрзува, час да ги успорува. Ние сакавме да ја поканиме Даниела Арсовска, Висрга неонели да се јави на главна каса. И Даниела Арсовска веќе 7-8 години на сите некои наши обиди или пораки СМС преку социјалните мрежи, преку одредени апликации така натаму, никогаш не одговара. Така што Висрга Нил во конкретниот случај помеѓу нас и Даниела Арсовска никако да се јави на главна каса. Уште кога бев директор на телевизија Алфа, а таа беше прв човек на ова комора за приватен капитал, на неколку мои јавувања да имам интервју со Даниела Арсовска, таа никогаш не да има одбиено, туку никогаш нема прифатено. Знаете, цело време, не знам колку тоа можам да го доловам до публиката, колку публиката е капацитет на тоа да го разбере, колку вие тоа нели го разбирате или го сваќате, но јас цело време имам чувство дека одредени крупни играчи од позади на цело време ги влечат конците, ги стимулират одредени процеси. Даниела Арсовска е дел на целиот тој циклус или целиот тој процес. Таа не е ниту измислена пред 5 или пред 6 години, или измислена некаде пред 9 или пред 10 години, се појавува како прв човек на таа комора на приватен капитал во оној меѓу простор кој ВМРО ДПМН паѓа после 27 април губи власта. Се случува едно крешчендо во една негативна смисла на зборот во структурата на Белата палата и ви се појавува Даниела Арсовска. Даниела Арсовска се негова како мало дете, како мало бебе, гостува на телевизија Алфа и одеднаш гледате се појавува како кандидат за градоначалник на Скопје на изборите 2021 година. Ја нема 3 години. Ја нема безмалку 4 години и одеднаш на 2 на 3 месеци пред изборите таа се активира. И сега можете ли да предпоставите, ако не беше вака СДСМ канта тропа, каква ќе беше ролјата и улогата на Даниела Арсовска, која ќе мобилизираш одредено гласачко тело или одредени гласачи на изборите во Скопје на антиалбанска основа. Не дека нема основа да биде така мобилизирано гласачко тело, на таа основа Христијан Мицковски лани победи на претседателските и на парламентарните избори и нешто слично ќе му се случеше сега. Гледате, тоа што го правеше Зоран Заев, одредена невидлива рака, сега оди чекор по чекор и го декомпонира целиот тој процес, очарена револуција па наваму, се она што го правеше Христијан Мицковски во процесот на доаѓање на власт или станување премиер во Република Македонија, сега некој оди помалку или повеќе успешно и го декомпонира целиот тој процес, го декомпресира целиот тој процес. И тоа ќе имаше ефект ако не беше вака канта тропа СДСМ. Дали е тоа свесно или несвесно направено, јас мислам длабоко свесно, со стратегија, со концепт, со одредено долгорочно размислување. Ако не беше вака канта тропа СДСМ, Даниела Арсовска ќе им направише сериозен конфликт внатре во редовите на ВМРО ДПМН и не само конфликт, туку одреден сериозен карамбол на рейтингот на таа партија на изборите 2025 година. Така почнува процесот на затврстување на Христијан Мицковски на чело на ВМРО ДПМН со локалните избори 2021 година кои беа да се биде или да не се биде за Христијан Мицковски и сега ќе мора да има верификација на изборите 2025 година. Сигурен е, бидејќи ги гледа анкетите. Ги гледа анкетите и е сигурен бидејќи СДСМ прави се во мандат на Венко Филипче да не биде сериозен против кандидат на ВМРО ДПМН и кога вие сте сигурен, а сте сигурен бидејќи на противникот сте му врзале 2 нозе и 2 раце и тој треба да дава кошеви, тогаш можете нели славодобитно да речете ако изгубите на изборите во Кочани ќе се поднесете оставка, а ќе изгубите никогаш, па дури ни тогаш. Така што ова што вие го чувствувате дека нешто за завесата се случува, тоа нема да биде рефлектирано на локални избори, но тоа е почетокот на еден процес
кој можеби во 2026-2027 година ќе даде одредени резултати во Република Македонија. Клучно е, велико правите одредена анализа, да го имате насловот, работниот наслов на таа анализа. Едната верзија кој ќе биде нов лидер на СДСМ. Втората верзија, Никола Груевски на топел гулаш 3 пати на ден во Будимпешта, Зоран Заев можеби на топло јадење или топол оброк 3 пати на ден во Дубај. Не велам дека едниот и другиот ќе завршат во домашен притвор, туку дека едниот може да биде во Будимпешта, другиот да биде на другиот крај на светот во Дубај. И суштината на процесите е како во една точка ќе биде генерирана разврската. Ова наша вечерашна анализа ја темелиме на 2-3 точки кои се случуваат внатре во СДСМ, 2 или 3 точки кои се случуваат внатре во ВМРО-ДПМН, и ние пред да влеземе во финалето на анализата која ќе ги објасниме процесите, треба овие претпоставки на процесите да можеме да ги објасниме. Случајот Крмзов, кој почнува тамо некаде есента минатата година, подеднаш имате мртво море, замирање на целиот тој случај и пред 10 дена повторно вадење на случајот Крмзов. Тоа е одреден кредит од Евростандард банка на Трифон Костовски. Гледате, кога разговараме за Евростандард банка на Трифон Костовски, Марта Кос, кој е еврокомесар за проширување, нејзиниот брат кој беше донесен во Република Македонија некаде пред 2 или пред 3 години кога ја правеше таа експертиза, дали е правилно или неправилно затворена банката на Трифон Костовски, во наводници, нели, банката на Трифон Костовски, тој е брат на Марта Кос. Илете како одеднаш цела една структура, првенствено словенечка структура, има обиколено Република Македонија. Па имате ЕНС Јанша, па Non-Paper и така натаму и така натаму. Словенија секогаш ќе го има клучниот збор кога станува збор за Република Македонија. Значи, направивме малце анперфиле за да можеме да ви го објасниме целиот тој случај Крмзов. Крмзов е струмичка варијанта. Крмзов е секогаш основа за спогодување, пазарење на Зоран Заев, Христијан Мицковски, баџанакот на Христијан Мицковски или тие струмички побратими. Вадењето на случајот Крмзов после неколку месеци мртво море, кога сите помислија дека тоа ќе биде заташкано, дека нема ништо, дека ништо не е најдено, дека тоа ќе биде еден од многуте случаи кои се ставени под тепих или се пуштени низ вода, сега од нафталин се вади случајот Крмзов. Може да го прави Панче Тошковски, може да го прави структура која Панче Тошковски ја нема под контрола во рамки на Министерството за внатрешни работи. Ако го прави Панче Тошковски, тогаш, знаете, тоа го прави не со голема согласност или со неголемо климнување со главата неговиот шеф Христијан Мицковски, бидејќи Мицковски очигледно сакаше случајот Крмзов да го чува во фјока и тоа да биде една од точките на пазарење со Зоран Заев. Тоа е еден процес на перманентно пазарење кој трае 1, 2, 3, ако не и повеќе години. И во тоа пазарење едните со другите се држат за врат или едните со другите се држат за новчаник и тоа успешно функционира, таа струмичка врска. И сега се вади тој случај, така што Панче Тошковски тоа го прави за да го пушти низ вода Христијан Мицковски или Панче Тошковски мора тоа да го прави бидејќи Панче Тошковски работел во Министерството за транспорт и врски. И тој има путер на главата или путер на рацете. Така што некој што го ставил на таа позиција, некој што му дозволил да се замени од таа позиција, некој што го проектирал да биде битен фактор во тимот на Христијан Мицковски, може би сега му има дадено предлог кој не може да го одбие. Знаете, кој ќе погледнете од страна работите и Кочени кој подосна ќе го анализираме и случајот Крмзов, вие гледате дека таму се случуваат разврски кои не биле предвидени, кои некој не сакал да бидат направени. Одеднаш бура во чаша со вода и се прават одредени разврски. Се вади случајот Крмзов. Случајот Крмзов, заедно со случајот ИРЛ, каде што се Вице и Трајче Заев, всушност прави да е многу нестабилна позицијата на Зоран Заев и на македонската политичка, и на македонската бизнис, судска, криминална, било која друга сцена или било која друга сфера. Што ке рече дека вадењето на тие два случаи, едниот ИРЛ, случајот со Јаглен, Рек Битола, Трајче и Вице Заев и вториот случајот Крмзов, прави да биде прескапа цената на Христијан Мицковски да соработува тајно или полујавно со Зоран Заев. Вториот случај ИРЛ, Трајче и Вице Заев. Најтесниот круг, роднинскиот круг, брат, прв братучет на Зоран Заев. Ако Никола Груевски за Мерцедесот е 7 години во Будимпешта, на топал гулаш 3 пати на ден, тога случајот ИРЛ, кој се појавува тотално во наводници во невреме за Зоран Заев, всушност ја растура дружбата на Христијан Мицковски на Зоран Заев. Вие тешко може да објасните како Никола Груевски една година после победа на ВМРО-ДПМН на власт во Република Македонија, премиер, председател, целата локална власт, сега гувернер,
Човекот кој има направено оваа екипа на ВМРО-ДПМНЕ, како што самите во Белата палата велат сега се на власт третиот ешелон на политичари од мандатот и од времето на Никола Груевски. Никола Груевски да мора да дреми 5 или 6 години во Будимпешта, а Зоран Заев слободно да се шета во Солун, во Палјури, во Струмица, да оди и да се враќа од Дубај тука во Република Македонија. Така што во најмала рака, ако Груевски не може да биде вратен назад во Република Македонија, тогаш барем да му направи прескапа цената на Христијан Мицкоски во Македонија да го држи Зоран Заев. Ако Зоран Заев не е тука, а со случајот со Трајче и со Вице Заев и случајот Крмзов се прави се Зоран Заев да се чувствува неспокоен, небезбеден во неговата Струмица и се почесто да е надвор од Република Македонија, на тој начин и тој да биде подготвен дека можеби во некој догледно време неговата дестинација, исто како на Новак Џоковиќ, нема да биде Белград, туку ќе биде Атина, на Зоран Заев нема да биде Палјури или Струмица Палјури, бидејќи таму ги примаше сите овие со партици, бизнисмени, одредени соработници таму правеа транге, франге, операции во бизнисот и во политиката. Сега тоа да биде многу подалеку на југ, иако таму нели сега со војна помеѓу Израел и Иран е малку небезбедно да се прелетува авионски, да биде во Дубај. Така што кога ќе ги споите тие два процеси, кои условно речено се случуваат внатре во кругот на СДСМ, внатре во струмичкиот круг на СДСМ и на тие струмички побратими, Крмзов и ова истражување на ИРЛ, е прескапа цената Зоран Заев да остане и да биде клучен сојузник на Христијан Мицкоски. Односно, ако Зоран Заев 2 или 3 години, доека беше во една тешка опозиција, го спасуваше, му фрлаше гума за спасување на Христијан Мицкоски, не застана зад враќање Никола Груевски, иако го лажеше, не застана зад проектот Мериот Конгрес, Никола Тодоров на чело на ВМРО-ДПМНЕ, туку застана за неговиот струмички побратим или човекот со кој имат направено одредено тајно сојузништво, тој е Христијан Мицкоски. Сега со овие два случаи се прави прескапа цената. Ќе биде многу скапо, да не речам тешко, да не речам невозможно Христијан Мицкоски и понатаму да замижува на сите тие процеси кои се отворени и кои се поврзани директно или индиректно со Зоран Заев или со негови најблиски соработници. И се случува кочење. Гледате, Александар Нацев, па агенција Рубикон, па таен сопственик Александар Нацев кој беше прв човек на мисијата на одбрана или беше дел на тоа безбедносно милје околу Христијан Мицкоски, учествуваше во процеси на политички екзекуции, денунцирање на одредени битни играчи од безбедносниот сектор или сфера во мандат на Христијан Мицкоски, тој период кога ВМРО-ДПМНЕ е тешка опозиција во Република Македонија. Имате 2 месеци мртво море и одеднаш некој се сетил дека Александар Нацев можеби да бил тајниот сопственик на таа агенција Рубикон. И уште ако се покаже дека таа агенција внела одредени пиротехнички елементи, средства во дискотеката Пулус, тогаш може да биде една многу сериозна карма каша. И имате 13, значи кога се отвора таа афера со тајниот сопственик на агенцијата Рубикон Александар Нацев, имате 12-13 приведување на полицајци од Кочани, од полициската станица во Кочани. Пресконференција на Левица, пресконференција на СДСМ, деманти на ВМРО-ДПМНЕ, Панче Тошковски ништо не реагира, никаква реакција од Министерството за внатрешни работи и одеднаш, како по оној систем на врзани садови, домино ефект, паѓа Нацев и паѓа 13 полицајци. Дали сакал тоа да го прави Мицкоски? Не, тој сака да го затвори случајот Кочани, знаете, бидејќи случајот Кочани е нешто што е рак рана во функционирањето на Христијан Мицкоски. 60 и повеќе од 60 жртви во мандат на еден премиер не може да биде нешто со кое тие ќе се гордеат. Значи, како ќе проаѓа времето? Можеби сега се уште се топли. Можеби сега се уште не е времето, нели, да може како тесто да се меси целиот тој случај, меѓутоа како ќе проаѓа времето? Како ќе се ладат емоциите? Како рационално и новинарите ќе почнат да се однесуваат или некој да им наредува така да се однесуваат? Нема да има пресконференција, нема да има интервју каде што на Христијан Мицкоски не биде поставено прашањето зошто се случи Кочани. Самиот тој ќе треба да се даде одговор како може да му се случи Кочани, како тој би се однесол како опозиционер, дали би барал оставка на власта, односно како би го комплементирал целиот тој пакет. Значи му го вадат случајот Кочани, го вадат Нацев, 12-13 полицајци, врвот на полициската структура на ВМРО-ДПМНЕ во Кочани. И повторно Кочани, гледате како бумеранг му се враќа на Христијан Мицкоски. Дали тоа може да биде случајно? Гледате, Даниела Арсовска ви се појавува, Висар Ганију да се јави на главна каса. Ние знаеме каква е целата конфигурација, целата парабола на бизнис политичко делување или
кревање во траекторијата на Даниела Арсовска, таа не можела да дојде на тие позиции без климање со глава на Никола Груевски. На крајот на криштата, потекнато од Ѓорче Петров и едниот и другиот, сигурно се знаеле во младоста, доаѓа на чело на таа комора за приватен капитал, па е почесен конзул на Унгарија во Штип, значи еден од двата почесни конзули на Унгарија во Република Македонија. Заради тоа возможно без климање со главата на ВМРО-ДПМН и на Никола Груевски, станува градоначалник на Скопје и е плашило со кое се плаши Христан Мицковски. Ако Христан Мицковски не беше послушен, а Даниела Арсовска не влезе во една таква сериозна политичка надолна траекторија, таа секојаш ќе беше закана за Христан Мицковски. Не закана да го смени како градоначалник на Скопје од позадина, туку закана да го смени во Белата палата, да биде иден премиер на Република Македонија. Се покажа некапацитетна, пуштена низ вода. Сега на место на Даниела Арсовска ќе биде најдено ново дете. Кој ќе биде тоа дете? Ќе видиме дали од кругот на Христан Мицковски, дали од кругот на ВМРО-ДПМН, дали од кругот на владата или некој сосема друго дете. Мицковски, за да може да ги спречи тие процеси, мора да победува упорно, секој ден, во секоја прилика, во секое време. Првиот пат кој ќе изгуби, ќе биде крај за Христан Мицковски. Бидејќи тој принцип кој го наметна Никола Груевски после неговиот прв пораз, а тоа е на локалните избори 2017 година, тој се замени од лидерската позиција на ВМРО-ДПМН. Така што Кочани, Даниела Арсовска, па дури и изборот на Трајко Славевски е дел на едно исто сценарио. Зошто кум Ставре или Зоран Ставревски не е избран да биде гувернер на Народната банка? Бидејќи некој мора да биде незадоволен. Еден од тие што се незадоволни мора да има и лидерски капацитет. Па многумина во мандат на Никола Груевски, кога нели се говореше дали треба после 10 години се повлече Никола Груевски, пред шарената револуција најсериозен кандидат беше Зоран Ставревски. Зоран Ставревски учествуваше во овие преговори со Велика Британија, но Владимир Пешевски, а не Зоран Ставревски, беше однесен со Александар Николовски во Лондон на преговори со Велика Британија. Што ке рече дека некој ќе инвестира во едно севкупно незадоволство. Даниела Арсовска, Кочани, Александар Нацев, Зоран Ставревски. Што треба тоа да направи? Па да предизвика одредено суптилно, а подоцна и покрупно незадоволство во внатрешните структури на ВМРО-ДПМН. Прво да се чувствуваат небезбедни, дека може да бидат пуштени низ вода. Второ, да се чувствуваат нереализирани, дека не им го дал тоа што тие го сакат. И трето, да може да бидат целно насочени кога ќе дојде време, да бидат таргетирани одредени противници, а тие да бидат дел на структурата која ќе ги таргетира тие противници. Пред да влеземе во финалето на оваа анализа, ајде да се одговорите на прашањето кој беше против кандидат на Зоран Заев на парламентарни избори во 4-та изборна единица. Прво беше Зоран Ставревски, значи најблискиот играч на Никола Груевски, и подоцна беше Александар Николовски. Не Христијан Мицковски. Тој одбра да биде на едни парламентарни избори, тоа се изборите 2020 година во време на короната, шпицен кандидат. Тогаш беше Александар Николовски, плюс на изборите минатата година повторно Александар Николовски беше против кандидат не на Зоран Заев, туку на кандидатот на СДСМ од 4-та изборна единица. И постојано СДСМ ги губи тие избори. Дали од Александар Николовски, дали од Зоран Ставревски, освен во една ситуација или во една прилика. Што сакам да кажам? Дека на некој му одговара тие односи на Зоран Заев и Христијан Мицковски да бидат нарушени. Во таква ситуација и Мицковски и Зоран Заев се лесно мезе и за Никола Груевски и за Александар Николовски. Знаете, клучно е вие да растурите таа релација помеѓу Зоран Заев и помеѓу Христијан Мицковски. Кога ќе растурите таа релација помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицковски, Мицковски не успе во овие 6 или 7 години да направи структура внатре во редовите на ВМРО-ДПМН, некој друг му гради структура, некој друг му прави структура, некој друг му плети мрежа, некој друг му прави одредени бизнис релации, дали е тој тука внатре во Република Македонија, дали тој е на 500-600 метри од Белата палата, хотел Мериот, дали е тој илјадници километри оддалечен од Белата палата во Будимпешта, тоа е тотално небитно. Една невидлива рака, одредена структура, прави се да го скара Зоран Заев и Христијан Мицковски. Кој ќе ги скара и двајцата, тога, знаете, легитимно ќе се го постави прашањето како може во мандат на ВМРО-ДПМН братот Никола Груевски и браќата кои се осудени за 27 април да лежат во затвор или да се во Будимпешта, а Зоран Заев, кој е крвниот непријател и на браќата кои се во затвор и на тој кој е во Будимпешта, да биде во наводници заштитуван од Христијан Мицковски.
прескапа ќе станува цената. Како ќе станува прескапа цената, така ќе се зголемува нервозата. Знаете, кога нема да имате сојузник во редовите на Зоран Заев, читај сојузник во редовите на СДСМ, кога пинг-понг играте со левица, а не со СДСМ, тогаш ви е лесно да менаџирате политичката ситуација. За тоа да не биде така лесно и од ден на ден да станува се покомплицирано и се потешко, прво треба да го нема Зоран Заев. Самиот Зоран Заев сега сваќа дека вакво СДСМ, кога се отвора повторно случајот Крмзов и кога ИРЛМ ги отвора случаите со Трајче и со Вице Заев, тоа знаете допира до самиот Зоран Заев. Тоа е најтесниот кичен круг околу Зоран Заев. Во такви услови, знаете, она политика или стратегија, ќе го правам СДСМ некапацитетен, ќе го правам Венко Филипче некапацитетен, и така слаб СДСМ и така слаб Венко Филипче ќе бидат мезе на локални или на парламентарни избори на ВМРО-ДПМН, и јас ќе се купувам мир во комуникацијата со Христијан Мицкоски. Тоа гледате се растура околу од карти. Сега на Зоран Заев ќе му треба силно СДСМ. Зошто? За да може да се спасува или да се пазари со Христијан Мицкоски на нови односи, врз основа на нови околности, или да се спасува од одредена структура анти-Христијан Мицкоски во врвот на ВМРО-ДПМН, кој прави се Мицкоски да го остави гол на политичката сцена, без Зоран Заев, без слаб СДСМ, кој, знаете, со тек на време ќе почне да растат, но тогаш со една внатрешна фракционерска конкуренција и конфронтирање внатре во структурите на ВМРО-ДПМН. Зоран Заев, како што го дал господ Пилјарски, да продава на пазар во Горни и во Долни Милановац, сега ќе почне да собира. Тој не го прави тоа со дигитронче или на некој друг начин, го прави рачно. Кога ќе почне да собира 2 и 2, и кога математиката ќе му покаже дека сега веќе станува товар за Христијан Мицкоски, тој ќе мора да го јакне СДСМ. Самиот ќе почне да комуницира со фракциите внатре во СДСМ. Прашањето ќе биде дали крајот на Венко Филипче ќе биде по локални или по парламентарни избори. Но Зоран Заев, бидејќи во целата ова структура на СДСМ, надвор од Бранко Царенковски, надвор од Радмила Шкаринска, политички најписмен име Зоран Заев, може би политички најитар, тоа најмногу одговара на реалноста, политички најитар име Зоран Заев, тој прв ќе почувствува потреба да почне да ги обединува сите структури внатре во СДСМ, да се избери лидер кој ќе го врати СДСМ на одредени сериозни, силни позиции. Зошто? Бидејќи само силен СДСМ сега може да ги штити Зоран Заев и кланот на Заеви од ВМРО-ДПМН. Приказната дека слаб Венко Филипчи и слаб СДСМ е гарантот на Зоран Заев дека нема да биде санкциониран од Христијан Мицкоски, се растура околу од карти. Кога ќе го видите некаде Димитар Ковачевски, или кога ќе гостува на некој интервју Димитар Ковачевски, за сега тоа не го прави, но може да се појави на некој интервју, или може да го видите како трча на кеј, или како пие кафе во Карпуш или во центарот на Скопје, би требало да го прашате дали постои таен договор на Димитар Ковачевски и Зоран Заев, дека Димитар Ковачевски прифатил да биде на чело на СДСМ најмногу 2 години, што ке речи премиер на македонската влада, а после погубење на изборите да ја врати власта и во СДСМ и во македонската влада во рацете на Зоран Заев. Бидејќи СДСМ не е победник на парламентарните избори, ја вратил само власта во партијата СДСМ. Во такви услови, кога ако има таков договор помеѓу Зоран Заев и Димитар Ковачевски, значи некој проектирал дека 2024 година ќе се случи лидерска смена на чело на СДСМ. Затоа и тоа брзање во структурите на СДСМ, па давање оставка на Димитар Ковачевски, па предавање на власта без никаква борба, иако нели странците го охрабрувале да продолжи да биде на чело на СДСМ, ефектот ќе беше ист. Како што сега раководи со СДСМ Венко Филипче, така ќе беше со Димитар Ковачевски. Зошто? Бидејќи едниот и другиот се пиони на Зоран Заев. Во такви услови, кога е предадена власта или вратена власта во раците на Зоран Заев, кога една година СДСМ е мртво море, ништо не е направено за 10 дена, една година ќе биде одоаѓање на чело на СДСМ на Венко Филипче, ќе почнат внатрешни структури да се борат за превлаз во СДСМ. Нема да сакат после локалните избори, за да нема брзи предвремени избори. Ако некој им гарантира дека ќе има редовни избори, тогаш лидерската криза во СДСМ ќе почне после локалните избори. Гледате, Зоран Заев сега се снима на Охридското крајбрежје, струга, пие кафе или руча со одредени своји сопартици. Мислам дека сега не
толку да сондира терен кој да биде ине лидер на СДСМ, туку за да може да направи некаков политички пак, дали со ДУИ, дали со одредени структури, Венко Филипче да не биде дупло голо на локалните избори. Барем да има 4, 5, 6 градоначалника, ако не во најголемите градови, тогаш знаете да го повтори резултатот на Бранко Царенковски на локалните избори 2013 година. Ке биде катастрофа и за Зоран Заев, и за Венко Филипче СДСМ, ако СДСМ има 0 градоначалници. Бидејќи Венко Филипче очигледно не може да ги прави тие политички пазари, ниту знае, ниту научил, ниту се обкружил со луѓе кои ќе му возможат тоа да го прави. Во овие 12 месеци не покажа дека може да се одвои од Зоран Заев. Тој и понатаму е горд дека е начело на таа фондација Зоран Заев. Во такви услови, знаете, неговата судбина зависи од Зоран Заев, а судбината на Зоран Заев зависи од Христијан Мицкоски, а судбината на Зоран Заев од Христијан Мицкоски зависи од Никола Груевски. И во тој триаголник на одредени политички срасти, на одредени политички избеднувања, во СДСМ ќе ви се случи внатрешен лидерски конфликт. Тоа нема да биде со експлозија, тоа никош не се прави така во СДСМ, тоа ќе биде со одредена имплозија. Едната структура ќе го убедува Игор Ивановски Шема дека е добро тој да дојде на чело на СДСМ или да биде поправена грешката од 2009 година со доаѓање на Бранко Царенковски на чело на СДСМ, бидејќи после поразот на Радмила Шекерински на изборите 2008 година беше нормално Игор Ивановски Шема да ја наследи Радмила Шекеринска, тоа е една природна траекторија на политички разврски во СДСМ, и втората структура е Стево Пендаровски. Тоа може би почекавме 1 или 2 години од тоа што постојано би го навестов дека Стево Пендаровски, кога ќе ги изгуби председателските избори, а е премлад да биде во политичка пензија, ќе сака да дојде на чело на СДСМ, да дојде на чело на партијата која во секоја прилика и во секој негов настав директно или индиректно ја омаловажуваше. Сега тој Стево Пендаровски, кој никош не се гледа, гледате колку го молеа да дојде на чело на одредена листа, на одредена изборна единица, да настапува парламентот, како председател да одбрани дел од позициите или политиките на СДСМ, и тој тоа не го правеше. Одеднаш една година по губењето, катастрофалното губење на председателските избори, тој се сети дека треба да се однесува како опозиционен политичар кој претендира да дојде на чело на СДСМ. Кога? Кога Венко Филипче катастрофално ќе ги изгуби локалните, а можеби предвремени парламентарни избори. Во едно вакво растурено СДСМ, Стево Пендаровски реално има највисок рейтинг. А ако СДСМ катастрофално изгуби на парламентарните избори со 140-150 илјади освоени гласови, Стево Пендаровски имаше джамбо резултат од 180 илјади гласови или 30 илјади гласови повеќе од СДСМ, кој беше катастрофално поразен на парламентарните избори. Што ке рече има логика Стево Пендаровски во услови на вака растурен СДСМ да има лидерски амбиции. Тоа знаете исто она кој професора Садекарио ни окажуваше за евреите или за израелците. Кога вие гледате од позиција на Израел, тогаш вие се чувствувате доминантни во арапскиот свет, бидејќи во однос на Газа, во однос на палестинците, во однос на арапите кои живеат во државата Израел, вие сте мнозинство. Но кога ќе се качите на некоја повисока планинка во Израел, тогаш вие сваќате дека сте капка во арапското море или сте сериозно малцинство во тоа арапско море кој го обкружува Израел. Е исто и во СДСМ. Во вакво СДСМ, кој е канта тропа, Стево Пендаровски има највисок рейтинг во однос на сите против кандидати. Но во услови на некој СДСМ кој би требало да го замени ВМРО-ДПМН на власт за 4, 5, 6, 7, 10 години, или СДСМ кој има некој државотворен континуитет, најлошо решение на чело на СДСМ дојде Стево Пендаровски. Бидејќи тоа е продолжение на таа полициска структура. Стево Пендаровски цела кариера му е полициска, со помош на полициски кадри, полициски структури. Прво се вгнездува кај Борис Трајковски, а подоцна прави одредени гешефти со помош на Еролд Муслио. Гледате, со помош на Еролд Муслио, сега Стево Пендаровски ви има врски во ДУИ, ви има врски во СДСМ, одржува какви такви комуникации со овие удбашки порталчија во Република Македонија и има битни влијание во структурите на влен или структурите на вреди. Кога имате таква полициска структура, кој сега останата надвор од Агенцијата за разузнавање, и можете да влијаете малку во СДСМ, да влијаете малку во ДУИ, малку преку овие удбашки порталчиња, а многу во структурите на влен или структурите на вреди, тоа же имате некоја употребна вредност. Гледате, сепак та истата структура ја организираше онаа средба пред 2 години, кога во председателската резиденција
во присуство на американската амбасадорка и тогашниот европски амбасадор во Република Македонија, се разговарало за враќање на Никола Груевски назад во Република Македонија и поделба на ВМРО-ДПМН, на ВМРО под контрола на Мицкоски и ВМРО под контрола на Никола Груевски. Тоа не можело да се организира ако некој од структурата на Стео Пендаровски немал директни или индиректни линкови со Будимпешта и со Никола Груевски. Дали е тоа истата полициска структура или некоја друга структура, ќе покажат некои истражувања кои ќе следат во наредните недели или наредните месеци. Но таа полициска структура сега работи сериозно на проектот Стео Пендаровски на чело на СДСМ. Стео Пендаровски имаше две интервјуа. Едното интервју во изминатите 3 или 4 месеци, едното интервју на Сител телевизија со колешката Славица Арсова. После она епизода на Христијан Мицкоски, преговорите со Доналд Трамп, Вашингтон, американската политика, сојузништво со американците или карање со Европската унија, и ВМРО-ДПМН на пресконференција го направи Растур систем Стео Пендаровски. И второто интервју е за Дојче Веле на Стео Пендаровски, кој тој се промовира во класичен опозицијски лидер и го напаѓа договорот на Република Македонија со Велика Британија. Посебно сензитивен е Стео Пендаровски на договорот со Велика Британија, бидејќи целата таа структура Стео Пендаровски, Никола Димитров, Еролд Муслиу, кој нели наводно учествувал во фаќањето на Радко Младич како дел на британските структури тука на Балканскиот полуостров, се сензитивни бидејќи некој друг дошол и сега ги воспоставува на нови релации односите помеѓу Скопје и помеѓу Лондон, помеѓу Република Македонија и помеѓу Велика Британија. Оние приказни или оние настани од 2001 година, Марк Лейти, Питер Фейт и така натаму, долгите преговори со советниците на Борис Трајковски, чите Никола Димитров, чите Стео Пендаровски, и бетонирањето на таа британска врска, која секоја се врзувала Стео Пендаровски, сега се растура како кул од карти. Британците го пуштат Пендаровски низ вода на претседателските избори и британците сега наоѓаат нов сојузник тука во Александар Николовски и ВМРО-ДПМН. Така што тој конфликт кој сега се случува во СДСМ, во односите на делови на СДСМ и на ВМРО-ДПМН и во структурите внатре во ВМРО-ДПМН, нема да има експлозија на локалните избори, но ќе биде поставена основата на политички разврски до 2029 година. Тоа ќе биде клучната година, кога може во еден исти пакет да има локални, претседателски, парламентарни избори во Република Македонија, тогаш да се одреди судбината на Христијан Мицкоски. Сума сумарум, Стео Пендаровски има амбиции, и вие кога ќе крените глава и ќе видите дека во овој момент амбициите може да ги реализирате само во однос на СДСМ, тогаш ќе се борите за СДСМ. Всушност Пендаровски сака да ја репризира 2014 година, тогаш не прифати да трча во една таква роља, но сега се сменети и околностите, се сменети и спонзорите, се сменети и луѓето кои може да ја туркат или кои може да ја протнат целата таа идеја. 2014 година Зоран Заев ги губи изборите, во 19 часот и 01 минута прогласува бојкот на изборите, Солза Грчева, Буралиева, дел на таа екипа Роза Кворум, напушти ја и остана во парламентот. Дел од пратениците или огромен дел од пратениците на СДСМ не влегува во парламентот и тоа беше почетокот на една политичка криза, па шарена револуција, па бомбите вистината за Македонија на Зоран Заев и така натаму и така натаму. Но ако се сеќавате, тогаш имаше интервју на Бранко Царенковски за телевизија Телма, имаше и соопштение на Бранко Царенковски, кој тој го повика Зоран Заев да си поднесе оставка на челната позиција во СДСМ. Како велеше тога Царенковски, ниту тој, ниту Зоран Заев се еднината на СДСМ и дека еднината на СДСМ треба да се бара во Стео Пендаровски, кој на тогаш бидејќи беа во пакети парламентарни и претседателски избори, Стео Пендаровски, иако ги изгуби тогашните претседателски избори, имаше многу подобар резултат од резултатот на СДСМ. Во меѓувреме, Бранко Царенковски не е сојузник на Стео Пендаровски. Бранко Царенковски од сојузник стана човек кој политички го уништи Стео Пендаровски, очигледно структурите на Бранко Царенковски работеа за Гордана Селјановска. Ниту СДСМ е во таква позиција, ниту Зоран Заев може да го контролира таквиот СДСМ, ниту пак Стео Пендаровски 2025 година е Стео Пендаровски од 2014 година. Многу вода помина низ Вардар, се смени околностите, Стамо Стео Пендаровски остана да живее од 2014 година. Кога ги изгуби сите шанси на претседателските избори, а ги изгуби бидејќи ништо не направи да може да победи тој или да помогне на таа владина коалиција која застана зад него да победи или да има добар резултат кој ќе му возможеше да има многу подобар настап на претседателските избори, тој реши дека треба да се враќа 2014 година. Сега знаете, враќање во 2014 година, ако немате во ваши раце временска машина, е многу тешка задача, а без Бранко Царенковски, без структурата на Бранко Царенковски е невозможна задача. Така што, кога во еден момент внатре во СДСМ
ќе се отвори прашањето кој да биде новото лице на СДСМ после губење на локални и евентуално предвремени парламентарни избори, кога треба да обезбедува пари, треба да обезбедува логистика, странска подршка, регионален контекст, решавање или нерешавање на одредени прашања, со еден Мицкоски кој е бетониран во својата позиција, кој ќе има одличен резултат на локалните избори, без разлика што го прати среќа овие 6 или 7 години во наводници е тотално незаслужено како еден таков човек со еден таков политички габарит може да добие такви политички позиции во Република Македонија. Знаете, среќата не секогаш ги прати храбрите, некогаш ги прати оние другите. Значи во еден таков контекст на односите, Зоран Заев ќе бара друго решение, Никола Груевски од Будимпешта ќе ги катализира процесите да му прави на Мицкоски да биде се понервозен, да биде се понеставеле. Ќе ви се ваат одредени афери, знаете како одредени гезерчиња не знаете каде, кога, во која форма ќе се појават тие гезерчиња на политичката сцена, ќе почне да ферментира внатре во СДСМ и одредена структура која ќе му го види крајот на играчите на Зоран Заев, можеби ќе помисли дека сега е време да се замеша во политичките процеси. Цело време ви кажувам, главниот акцент играта е во СДСМ. Тој што има контрола на СДСМ, добра или лоша контрола, влие на политичките процеси. Бидејќи само слаб СДСМ му овозможуваше на ваков Христијан Мицкоски да има апсолутна власт во Република Македонија. Гледате, и Груевски имал, и Црвенковски имал апсолутна власт, но тоа било природен процес. И Лјупчо Ѓорѓевски имал полуапсолутна власт, но тоа бил природен процес. Вие точно можете да препознаете ракопис и кај Лјупчо Ѓорѓевски, и кај Бранко Црвенковски, и кај Никола Груевски. Овде кај Христијан Мицкоски тоа ниту го гледате, ниту можете да го разберете, ниту пак нешто прави да ве уведи во спротивното. Така што ова беше нашата вечерашна политичка анализа. Тоа е суштините на политичките разврски кои ви се случат во наредниот период. Памтете оваа емисија, посетете се за неа за 3, 6 или 9 месеци, бидејќи во емисија се каже ни работите кои ќе се случат во наредниот период. Ново дружење недела во 22 часот, втор дел на интервјуто, и ново дружење со политичка со Љубомир Ѓурчевски и нова политичка анализа вторник 20 часот и 30 минути од недела и вторник. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.